Небулозни се обвинувањата дека имало план да биде прогласена воена состојба на 27 април 2017 година од страна на кабинетот на претседателот на државата, изјави денеска Ѓорги Иванов. Според него овие искази на обвинети во судот и поврзувањето на неговиот кабинет со слушувањата во собранието се очевидно обид да се сврти сето внимание од вистинските креатори на што се случи во собранието, да се пренасочи кон претседателот. Иванов посочи дека неговите изјавите на неговиот кабинет, оние од армијата и обвинителите сигурно се поиздржани од изјави на обвинети кои се соочуваат со високи затворски казни и би да правиле се за од нив да се спасат. Се што има, тие го изјавија, беа кај обвинителката и ги дадоа своите искази и затоа обвинителката кажа дека нема основ за било каква вмешаност на кабинетот и моја лично. Имаше изјава и обвинителката, има и соопштение од армијата, имаше и соопштение од кабинетот. Веројатно нашите изјави и изјавите на сиве што ги наброја се многу по-квалитетни, да ги кажеме, многу поиздржани, него изјава на еден обвинет кој прави се да одбегне тоа што му следува. Информациите за наводна вмешаност на кабинетот на претседателот пред судот ги кажа Александар Василевски Нинџа, кој е обвинет за организатор на настаните во собранието, и браќата Младеновски кои исто како и Нинџа се соочени со високи затворски казни. Во своето сведочење Василевски кажа дека имало план на тој ден претседателот на Република Македонија да прогласи воена состојба. Иванов порача да се прочита уставот и да се види кога и кој воведува воена состојба. Предупреди на начинот на кој според него ова информација била пласирана во јавноста. Еден медиум ја почна сета таа приказна со негова божемна приказна за Јасен, во Јасен ќе се треба да го посетат Јасен да видат како функционира Јасен и дали е можно тоа таква приказна во Јасен. А подоцна таа се разви дека ќе имало воена состојба, па нека го прочитат уставот да видат кога се воведува воена состојба и кој ја воведува. Покрај претседателот Иванов, вчера и Билјана Бришковска ги отврли сказите од сведочењето на Нинџа и кажа дека е запрепастено невистините кои биле кажани.